Секако дека одредени коментари и зборови треба да се разберат како сексуално вознемирување, пред се затоа што самите тие имаат никаква сексуална содржина или пак се базираат на родови стереотипи, предрасуди поврзани со родовите идентитети или пак сексуалните ориентации на поединците. Поради ова, самите и представуваат сексуално вознемирување. Секако и дополнително станува збор за една академска средина, каде што творат и постојат академски граѓани и нивното однесување нели треба да биде на одредено ниво и одреден стандард кој се совпаѓа нели со генерално со етичкиот кодекс и на нивното работно место. И зошто е важно да се зборува затоа што сепак станува збор, пак ќе повторам, академска средина која наместо нели да креира еднакво и недискриминирачко општество или простор за сите, напротив, ни укажува на тоа дека на некој начин се промовираат предрасуди и стереотипи кои негативно влијаат на општествениот развој.